приликата. Ако ти се дефинираш себе си као миленијалец, ја во дигитална смисла припаѓам на генерацијата на неандерталци. Тоа што од мене нема да чуете толку интересни и стручни работи како во претходното излагање. Јас можам само и нема многу гаджети за носење. Значи најдов одвај еден кој го користев на тотално аматерско ниво во тоа време. Мислам дека сите ќе го знаете, од оние што се постарата генерација, тоа е чувеното фолопи. И на ова работев доста текстови или као тоа во тоа време како аматер професор или како почетник во Министерството за внатрешни работи. Инаку од тој аспект можам да ви кажам дека имав прилика да бидам сведок на влезот на голема врата за прв пат во нашата земја, на интернетот и на мобилната телефонија, затоа што во тој период работев во Министерството за внатрешни работи. И во есента 96-та дојдоа првите мобилни телефони во земјата. И за прв пат на комерцијална основа дојде и интернетот. И нормално, полицијата и службите мора да имаат први таква работа. 25 први мобилни телефони беа поделени на раководните лица во Министерството и околу 20 луѓе од повисоките ешалони од тогашното МВР имаа пристап до интернет. Ја бев еден од нив, 96-та, и доаѓа прв пат човекот кој е надлежен на информатичката управа во МВР да ми објасни што е интернет и што е воопшто тоа. И ја бев шокиран, морам да ви кажам, значи текстот претходно на екраните знам како сме го работеле, значи на овие 284 сме куцале. Прво работевме, ќе сгрешиш кога при куцање на старите машини, ќе ставиш лак и ќе продолжиш со куцање. Ова, мислам, знам, го бришеш и беше многу побрзо. Текст имам видено на екран, али кога пробав да даунлодираме на фотографија, на слика, беше 25 минути да се даунлодира. Али тоа беше шокно, кога гледаш дека имате фотографија, не знам, од Нов Зеланд или од Австралија. И го прашам, првото моје прашање беше на тој мој колега, му велам, како се влегува во интернет, како се користи ова? Само кликаш. Поедноставна работа нема, само кликаш. И мислам дека и денеска сум на тоа ниво. Што посебно сакам да кажам два збора за ова денеска што го гледаме, вечер ќе биде нели официјалното отварање, меѓутоа ова е за нас. Се го реков на амбасадорката и Танета и реков, ова е за нас отварање бидејќи септе доаѓаме. И посебно ми е драго што освен неколку сериозни исклучоци, вклучувајќи ми мене, сите сте млади, тоа е идејата за овој простор. И втората идеја која ќе ја кажам и вечер на официјалното отварање е да во овој простор што помалку има политичари, по можност воопшто да нема. Значи наша задача е да отвориме простор, да дадеме шанса за креативните млади луѓе, за нивната енергија понатаму да се развива и да го води ово општество, но ние да не бидеме тука, бидејќи погубно е политичарите да отвораат и затвораат процеси и во меѓувреме да ги менаџираат. Вие треба тоа да го работите и е са Простор Плюс, каде тоа ќе може да го направите. Ако нешто фали и плюс ќе дополниме, имаме одлични спонзори и соработници и пријатели и луѓе кои го разбираат од целиот овој проект. И јас се надам дека ова ќе биде место на кое од денеска понатаму секојдневно ќе се дружиме и ќе слушаме само убави муабети. Доста е од политика.